Не дека верував дека ќе останеме имуни, се очекуваше да дојде и кај нас тоа антиродово движење кое што во 21 не само во Србија беше многу активно, во Полска, во Чешка, во Турција. И под влијание на ваквите движења Србија ќе ја ставам на страна. Србија успеа да ги премостат проблемите, меѓутоа Чешка, Полска донесоа закони кои што се штетни за жените, кои што ја уназадија положбата на жените и верував дека можеби ќе се појават движењата, ама нема да зема толку замав како што изминатиот период гледавме. И затоа постојат истражувања. Советот на Европа, Европската унија има истражувања за антиродовите движења и нашата држава не само во рамки на регионот, не само во рамки на Европа, туку и глобално, беше препознаена како лидер. Како земја која што навистина многу направи во делот на родовата еднаквост, во делот на еднаквоста на жените и мажите, во делот на недискриминацијата. И тој страв дека тука ќе се унапредуваат уште повеќе правата на жените и мажите, беше сигнал за тие антиродови движења кои си најдоа структури во државата како да започнат со активности кои што одат и против човековите права, против концептот на човековите права, а најмногу против еднаквоста на жените и мажите.